И во третото интервју кое што ни е предвидено во текот на денешното издание на Студио 10, разговараме за економијата, односно така од здравје кон дипломатија, економија, и кога ќе завршам со емисијата обично ми е хаос во главата, но во секој случај исклучително важна тема која што во изминатиот период, а особено требаше до денеска, но се некако се пролонгира за викендот и слично, е делот на прашањето за тоа како се оценува мерката за замрзнувањето на маржата наспроти замрзнувањето на цените, предлогот, идеите и случувањето околу сето ова. Заедно со нас токму во студиото е и Трајан Ангеловски, кој од неодамна е и председател на Сојузот на стопански комори на Македонија, кому му посакувам добре дојде. Добре најдов. Како сте? Добри сме, благодарам на поканата. Ако преминеме на ти во емисијата, се надевам нема лутиш, Не. така што во тој дел, со оглед на тоа дека многу поважно е она за што ќе зборуваме, како исклучително проблематичен аспект на нашето секојдневно живење, за кој што сметам дека и треба да имаме навистина ставови кои што ги искажуваме, и мислам дека она што и јас би ви го препорачал е многу понародско изразување, за да може сите да ве разбереме. И тие кои што не сме од економијата. Ангеловски, министерот за економија Крешник Бектеши најави дека мерката за замрзнување на цените би се заменила со замрзнување на маржите, односно практично предлог од вашите колеги. Тоа значи дека ќе се контролира да не заработувате премногу вие, но трошоците реално ќе си се рефлектираат. Мислам, тоа е и повеќе од јасно. Зошто за вас е подобро замрзнување на маржата, а не замрзнување на цените? Па, како што веќе кажавте, тоа беше наш предлог во самиот почеток. Ние сметаме дека секогаш работите доколку се постават на реален колосек, а реален колосек е живееме, за жал. Приметувате во една многу нестабилна средина, каде што подложни сме на ценовни шокови, дали станува збор за енергијата, дали станува збор за одредени прехранбени производи. И тоа, за жал, и со пандемијата мораме да го сватиме дека ни е реалност. Во однос на замрзнувањето на цени, ние во стартот бевме против таков тип на помалку популарни пазарни мерки, затоа што во влезот вие имате променлива величина, а вамо на излезот имате фиксна. Сега може да остане на исто ниво и да нема пореметување, меѓутоа доколку влезните суровини нагло пораснат, во тој случај може да се случи, ни една компанија, ни еден субјект кој произведува одреден производ нема да си дозволи да произведува производ со загуба, со минус. И затоа сметаме дека сите треба да сме свесни и да го поделиме на некој начин теретот од ова глобална ситуација. Замрзнувањето на маржите не станува збор дека некој многу ќе заработи, нели? Доколку цените отидат превисоко, во тој случај пазарната економија ги има своите механизми, ќе се зголеми конкуренцијата, ќе влезат нови играчи на пазарот и се разбира цените ќе паднат. Меѓутоа тоа е реален пристап на некој начин. Како се рефлектира влезната суровина, така ќе се рефлектира и излезната цена, и мислам дека ќе бидеме на едно реално ниво. Така, бидејќи најмногу се зборуваш и она што веројатно е нејасно и генерално кај луѓето, кај народот, нели нормално дека доколку го прашате народот ќе ви рече да не ги замрзнете цените. И мислам и да си останат замрзнати цените. Така што затоа во овој дел ве прашував зошто можеби вие како Сојуз на стопански комори сметате дека замрзнувањето на маржата е многу подобро отколку самата цена, кога народот би ви одел против вас, нели, бидејќи вие сте мислам дека не лошите чичковци од економските комори и слично? Не. Мислам дека не станува збор дали народот или ние, станува збор за табори, едни се на едната страна, сите сме на крај крајева, на крајот на денот корисници, нели, сите ќе ги купуваме тие производи. Се обидуваме со своите сугестии и мислења да едноставно создадеме еден правец на размислување и действување кој би донел до вистински резултати. Во однос на генерално, значи не очекуваме некои драматични катаклизмични промени на цените, нормално одредени промени ќе настанат. Меѓутоа, знаете како чашата можеме да ја гледаме полуполна или полупразна. Доколку одредени производи им се зголемат цените значително, во тој случај, нели, Македонија декларираме како земјоделска земја, во тој случај треба да искористиме и шансата, евентуално да произведеме некои производи домашно, па и да профитираме од целата таа ситуација.
Значи, треба активно да се однесуваме во таа ситуација, да сватиме дека живееме во глобален свет, за разлика од порано. Ништо не е толку фиксно, ништо не е толку неменливо, подложни сме на светски влијанија. А мислите дека би можеле да профитираме, како што рековте, во дадени моменти? Реално мислам дека се сеќавате дека и ден денеска ние многу земјоделски производи локално произведуваме, така да можда треба да размислиме дали доколку настане до драстичен скок на одредени прехранбени производи, се што може локално да се произведе, треба сериозно да се работи на тоа. Така. Во делот на, бидејќи многу популарно во изминатите денови, освен разговарањето за цените, кои што реално и цените и на основните продукти и генерално скок на високо ниво, но со нив некако порасна и минималната плата. Што би рекле дел од колегите, вели растат цените, расте минималната плата, опаѓа животниот стандард. Така што во тој дел може исто коментар да ми дадете, но како ја коментирате одлуката за раст на минималната плата? Па генерално, како што гледате, нели, минималната плата е политичка одлука. Ја носи владата, ние не учествуваме во тој дел, заедно со синдикатите и останатите. Генерално има повеќе размислувања во тој правец, нели. Одредени политички партии тврдат дека е предизборно ветување и сакаат да си го исполнат луѓето. Одредени економски експерти тврдат дека реална економска основа Македонија не произвела дополнителен доход па за да се подигне тој праг, а ние генерално сметаме дека треба да се со капитални инвестиции да се влијае на зголемувањето не само на минималната, туку на сите плати. Добро. Значи да има зголемен инвестициски циклус, да се градат повеќе автопатишта, железници, капитални објекти и на тој начин, знаете, економијата многу поздраво да живее и на тој начин нормално ќе произведе и повисоки плати за сите своји вработени. Добро, ние градиме автопатишта. Проблемот е колку долго ги градиме и дали ќе ги изградиме во догледно време. Имајќи го на ум Охридскиот. Во овој дел, значи, вие сметате дека треба да има корекција и на останатите плати? Па, не јас дали сметам, него веројатно ќе биде тоа еден бран кој чувствувате дека веќе почнува. Меѓутоа, сега можеме да се доведеме доколку немаме реална економска основа, тука и на дол крок да ни предизвика проблеми, нели? Веќе се појавуваат одредени бројки колку тоа би ја чинело дополнително државата, приватниот сектор и така натаму. Треба да сме секогаш многу внимателни со сите овие вакви политички еднодневни одлуки, нели, во еден ден се менува нивото поприлично. Ние секогаш одиме, ви спомна веќе, значи на капитални инвестиции, раст на економијата реален и тоа да произведе до реален раст на сите останати плати. Во однос на ова, да речеме, мислите дека стопанството не би можело да издржи, да речеме, корекција и на останатите плати сега во оваа ситуација? Македонија е една од најслабите економии во моментот во Европа. Вчера завчера имаше една најнова анализа дека и по странските директни инвестиции паѓаме во изминатиот период. Добро. Капиталните инвестиции, веќе споменавте дека одредени капитални инвестиции многу споро се реализираат. Немаме ние премногу позитивни аргументи на темата растот на македонската економија. Ние во повеќе наврати го повторуваме тоа. Значи, од моментот на почнување на пандемијата и големата рецесија што ни се случи, нели, со оние месеци на затворање, локдаун и така натаму, ние до овој момент оној пат кој го направивме во март и во април 2020, ние се уште не сме излегле од тоа економско ниво. Значи, ние во овој момент немаме повисоко економско ниво од февруар месец 2020. Па сега, видете какви ни се потенцијали. Да, бидејќи ви споменавте и самите, веќе и гледаме, да речеме, и доста многу зачестена појава на побуна на луѓе кои што бараат врз основа на растот на минималната плата да си добијат и тие покачувања, скалести покачувања. Значи, прво почна и
синдикатите, па СОНГ, па на тоа се надоврза и винарите со своите проблеми, оризопроизводителите, еве денеска сематичните лекари. Значи некако се многу природно му доаѓа дека ова сето би се Не, ова ќе биде еден проширило и ќе биде голем бран. Ќе биде еден посериозен бран кој мислам дека нема баш така лесно да застане и на крај крајeva бидете свесни дека сите ќе го платиме на директен или индиректен начин. Нели, и со зголемувањето на енергијата не се зголеми драстично за приватните лица, нели, за физичките до крајот лица. на годината ќе нели, се символично. зголеми за сите. Меѓутоа за правните лица се зголеми од 300 до 500%. И сега во првиот момент сметаме ајде компаниите ќе го платат. Да, начално во првиот момент да, меѓутоа тие веднаш ќе го рефлектираат преку цената на своите производи. Така да било кој производ што ќе го купите вие во продавница веќе ви се калкулира со новите цени на енергентите, така да треба да сме свесни дека секое зголемување ќе влие генерално на зголемување на трошоците на живот и се останало. Така. Каква е вашата оценка, односно кои се предлозите за тоа што да направи владата за да се амортизира инфлацијата, а и порастот на цените генерално? Мислам дека не е македонски проблем во прашање. Добре. Ако го отворите интернетот ќе видите дека и во Германија е истата или слична стапка, во Америка, значи станува збор за глобална последица од пандемијата, од субвенциите кои државите ги дава за време пандемијата и така натаму. И тоа е инфлаторен бран кој постои и не треба на трагичен начин да го сваќаме тоа. Едноставно треба да се сватиме дека треба да работиме повеќе, треба да сме поуспешни во нашата работа, да извезуваме повеќе производи. Македонија е многу малце присутна на светските пазари, ретки се производите, ретки се компаниите кои извезуваат и мислам дека би се фокусирал генерално во тој правец и да сватиме дека стартната основа не ни е многу добра и не сме ние во позиција да бидеме многу комфортни. Да, па поради тоа што не сме дали можеби постои некаква мерка, барем еве една чисто да видиме за оние кои што сме генерално лаици повеќе во економијата, значи чисто мерка која што би ја предложиле вие од Сојузот на владата, еве што да направи владата во поглед на тоа. Сте разговарале сигурно? Да, сме разговарале. Еве, не знам, да почнеме енергетиката како една од доминантните. Добро. Ние имавме повеќе предлози за елиминирање на сите бариери, да можат компаниите да инвестираат во обновливи извори и во заштита на енергија. Например, годишно во Македонија се увезува струја некој си од прилика 300 милиони евра, доколку се изврши одредено инвестирање во фотоволтаици и други елементи за заштита на енергијата, ние како држава можеме за релативно краток период од само неколку години тие средства да ни останат во државата и тоа ќе бидат средства кои ќе влијаат позитивно на развојот на компанијата, автоматски и на вработените внатре и на целокупната македонска економија. Понатаму мислам дека јавните предпријатија тука има голем проблем, ги гледате. Секоја година имаме таму загуби. Дефинитивно владата треба да размисли за приватизација на некои од тие јавни предпријатија. Инвестиции ни фалат во железницата, автопатиштата ги спомнавме. Мислам дека има многу работа, дефинитивно, и мораме едноставно да се пропазарно да се ориентираме во тој правец и многу одлучно да правиме одредени реформи, намалување на јавната администрација исто така. Ние цело време зборуваме за растот на платите, а никој не ја спомнува дека има голема превработеност. Доколку еден дел од јавната администрација се ослободи во тој случај, нормално тие што ќе останат и што се квалитетни кадри треба да се стимулираат и да го дадат својот максимум, се разбира. Веројатно, чекорот со намалување на бројот на јавната администрација е најголемото страшило за еден политичар кој што доаѓа на власт во оваа земја, затоа што тоа веројатно ќе му се удри како бумеранг многу повеќе, дури и од политичките договори со соседите што сме ги имале. Па, мислам дека реално треба да ги сватиме работите, дека тоа не е еден реален процес. Добро, и препораките од надвор се во однос на тоа исто така.
ги знаете, мислам, земји компаративни на Македонија, каква е нивната државна администрација, колку е ефикасна и така натаму, дефинитивно има доста работа во тој правец. Со оглед на тоа дека странските инвестиции се борат за секој еден работник и што значи неминовно е да порасне генерално и цената на трудот. Дали цените дека газдите, еве ќе се изразам така, иако зборот не ми се допаѓа многу, тебе работодавачите, ги плаќаат достоинствено работниците кај нас? Има повеќе студии на оваа тема и во повеќе прилики сме ги коментирале. Има студија која тврди дека македонските работници со оваква цена на трудот, која е моментално и пред покачувањето на минималната плата, дека се едни од најскапо платените работници во Европа, според својата ефикасност. Значи, тука сериозно треба да се работи на тој план. Например, ние цело време дискутираме за минимална плата од 18.000 денари, меѓутоа се појавуваат информации дека одредени профили на работници од касапи, пекари и така натаму, нивните плати се фантастично високи и се многу ретки на пазарот. Значи, имам впечаток дека постои едноставно одреден дел од менаџирањето на пазарот на трудот, кој можда не е најквалитетно одработен и тука мора да се вложат дополнителни напори, дообуки, едукација, профилирање на кадровите, значи да се нуди на пазарот оној тип на кадар кој се бара, а не да се произведуваат кадри кои се во огромен број вишак, во зголемен број на пазарот и така. Во делот на коментирањето на постојаниот инфлукс кој што го правиме во делот на зголемување плати, зголемување пензии, еве денеска се разговара, додека ние разговараме тука во владата се разговараат тие. Истовремено, например, пандемијата како еден сериозен сегмент, споменавте и самите на почетокот, ни доведе во прашање многу работи поврзани на економски план и самиот свет, еве, дури и на состаноците кои што се прават на индустријски неразвиените 7 земји на Г7, едно од главните прашања е постигнувањето еден општ заеднички договор за финансиската иднина на светот, а врз основа на последиците од пандемијата. Дали мислите дека ние навистина треба да направиме еден поинаков пристап или да ги преразгледаме нашите активности и дејствувања поврзани во економијата и финансиите и дека можеби од пандемијата научивме нешто или таа ни покажа работи за кои треба допрва да научиме? Мислам дека едно сигурно, досегашниот пристап мора да се менува. Мислам дека и... Бидејќи и светот ќе се промени целосно, веќе патот е и податоците го кажуваат тоа, дека досегашниот пристап нешто премногу добро состојба не ни донесе. Дефинитивно мора да се менуваме, дефинитивно мора да се реформираме и секогаш треба да имаме на ум дека Македонија е една многу мала земја, многу отворена и едноставно треба да ги пратиме светските трендови во кој правец одат, па и ние да одиме во истата насока. Дали пандемијата влијаеше и на странските инвестиции кај нас? На капиталните веќе не е јасно, но генерално на странските инвестиции, на барањата на странски инвеститори. Па, ако вака гледаме по бројките, ќе излезе дека влијаела, меѓутоа да не некои други аспекти повеќе влијаеле, затоа што одредени други земји имаат зголемен прилив на странски инвестиции. Да, затоа и прашам, бидејќи за соседните, ако гледаме околу, имаме... Да, значи не е до пандемијата, проблемот може да е кај нас реформа во царинските стапки. Многу странски инвеститори имаат негативни коментари на нивото на царински стапки. Македонија таму има одредена обврска да се хармонизира со Европската Унија и релативно споро се хармонизира тој процес, изедначување на македонските и царинските стапки на Европската Унија. Се случува за одредени производи од 3 до 5 пати да имаме повисоки царини и кога имате толку високи царини и да дојде некој да се обиде да инвестира, трошокот за мануфактура му е од прилика ист колку вишокот на царина што треба да ја плати и тогаш
луѓето се незаинтересирани да инвестираат. А во однос на капиталните, ние очекувавме реално и за време на пандемијата, иако нели имаше затварање и така натаму, мислам дека беше вистински момент многу порешително да се влезе во капитални инвестиции, што за жал нели не го гледаме во таа мера, да. Коментар за недела како неработен ден? Еве веќе сме во истекот на вториот месец на оваа мерка откако почна да се применува? Па не знам, мислам краток е периодот да се дадат некои поспецифични анализи. Мислам дека ако поминат неколку квартали ќе можеме и преку бројки да го видиме. Практично ќе има и добри и лоши страни. Во овој момент едноставно е можда и премногу рано да се даде било каков коментар. Некои работи сме навикнати, некои не сме навикнати. Да видиме. Едноставно времето ќе покаже во кој правец ќе оди целата работа. Дали сте во добра двонасочна комуникација со новата влада? Да, генерално имаме многу коректна комуникација, имаме редовни состаноци. Мислам дека има одреден слух и за одредени наши мислења. Во исто време и ние се обидуваме нели, да сватиме. Мислам дека е тоа еден сосем коректен и професионален однос, меѓутоа генерално нашите барања се секогаш да се носат храбри економски одлуки. Знам дека станува збор нели, за политички партии кои на крајот на денот треба да излезат на одредени избори, меѓутоа и тие избори не треба да се сваќаат трагично и да се добие и да се изгуби. Едноставно мораме да сватиме дека сите сме граѓани на оваа земја, сите мора да работиме на едно подобро утре, подобри улици, подобри автопатишта, повеќе инвестиции. Мислам дека таквиот однос не треба да не дели на политички партии или припадници на ова или онаа група. Дали сте во комуникација со вашата претходничка во Сојузот, а сегашна градоначалничка на Скопје? На одреден начин, да, меѓутоа сега секој е на својата страна, нели? Ги завршува своите обврски. Сите сме на некој начин окупирани со своите активности. Так. Кажете ми, кога сме веќе кај комуникациите, дали сте во комуникација, да речеме, со сојузите на стопанските комори од соседните држави и во однос на тоа конкретно ме интересира, например, Бугарија и Грција. Грција како пример кој што работите се опуштија позитивно гледано по постигнувањето на договорот од Преспа, иако ние претходно сме имале огромни економски размени и бизнис односи со Грција, со грчката економија, но сега веќе поопуштена форма, ама по друга страна пак Бугарија на огромно политичко затегнување, дали тоа влијае и на бизнисот и односите? Па, мислам дека има голем потенцијал за развој и во двата правци, со двете земји што веќе ги спомнавте. Со бугарската страна имавме пред скоро 2 недели состанок со нашите министри, нивниот министер за развој, голем број на стопански комори од Бугарија беа дојдени и сите го делиме ја делиме истата цел дека мора да се развиваат економските односи, дефинитивно меѓусебната инфраструктура, особено со Бугарија на многу лошо ниво, нити имаме автопат помеѓу нас, железницата нели е голем. Да, човек кога ќе размисли со Бугарија, па најлошо сме врзани транспортно гледано. Знаете, некогаш се доведуваме во ситуација и да кажуваме одредени бројки, прашање дали тие камиони или тие транспортни возила, таа стока или таа трговија може да ја пренесат практично низ оние, така да ги наречам, патчиња. Особено па има интересни случаи, нели, бугарската страна има еден граничен премин кој од Македонска е скроз завршен, од нивна страна, иако имаат европски фондови, може да ги искористат, може да и нашиот да го модернизираат, не ги користат. Значи, мораме да размислуваме малце по-прогресивно во тој правец. Во однос на грчката страна имаме повеќе контакти во изминатиот временски период, дури за заеднички европски проекти со одредени партнерски комори од Грција. Меѓутоа, дефинитивно има впечаток како регионот да се буди, дека не само Европската Унија, во ред, Европската Унија е еден од најдобрите проекти последниве 50 години, меѓутоа
сепак треба да се фокусираме и на нашите први соседи. Ние не можеме да ги замениме, тие се тука и Да, особено и Западен Балкан, имајќи го наум колку имаме заеднички работи надвор од Европската Унија. дефинитивно мора да се фокусираме да ги на добрите работи, на позитивните работи и меѓусебната соработка, особено на економски план, мора да ни биде приоритет на сите. Така. Некаде сме при крај на интервјуто. Ако имате слободно нешто да додадете, од моја страна јас веќе ги исцрпив прашањата. Па, генерално за македонската економија би додал дека мораме да работиме да стане интернационално. Дали не очекува подобро утре или допрва економски тектонски промени ни доаѓаат за да дојде кон тоа подобро? Изминативе 2 години на вистина, еве и со првото прашање што го коментиравме во однос на цените, се случуваат некои работи кои можда и никогаш нашата генерација не ги памети дека се случувале. Такви тектонски пореметувања во однос на цени, достапност на производи. Никој од нас не беше свесен дека во одреден временски период, можда и приметивте, одредени производи ги снемуваше од пазарот поради прекинот на глобалните ланци на снабдување и ред други слични појави. Дефинитивно, изминативе 2 години беа навистина полни со огромен број предизвици. Меѓутоа мора да ги научиме, да го собереме искуството од сите тие ситуации и мора да работиме она што веќе го спомнавме, да функционираме како составен дел од светот. Да не анализираме секогаш Македонија дека е центар на светот. Напротив, Македонија е многу мала земја, Македонија има многу ограничени ресурси и треба да ги детектираме точно нашите предности и заедно со такви предности со кои располагаме да настапиме на светскиот пазар. Трајан, благодарам многу за издвоеното време и за тоа што бевте дел од Студио 10. Ви благодарам на поканата. Ке се видиме повторно, сигурно. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што го следевте и денешното издание на Студио 10 и се надевам дека овие 3 теми кои ги опативме денеска исклучително актуелни, здравството, дипломатијата и економијата, беа од ваш предмет на интерес и дека веројатно веќе од следувањето на вестите кои што доаѓаат пладневни во 12 часот, токму сите овие информации ќе си најдат свое место и во дневно информативните изданија. Ве поздравувам, ви посакувам убав викенд и се гледаме од понеделник.